Пролонгиран рокот за завршување на меѓународниот тендер за избор на градежна компанија што ќе треба да ја гради регионалната депонија кај Свети Николско Мечкоевци. Постапката која што денеска требаше да заврши, а јавно да се отвори на 25 февруари, поради технички проблеми одложена, информираат од Министерството за животна средина. Уште колкав рок ќе им се даде на компаниите за да може да аплицираат, за сега е неизвестно. Во телефонски разговор за Алфа објаснува раководителката на секторот за управување со отпад Ана Карамфиловска. Со изградбата на депонијата ќе се реши проблемот со депонирање и обработка на отпадот од целиот источен и североисточен регион, а во наредниот период сите општини кои се вклучени во проектот треба да покажат сериозност и навремено решавање на обврските, вели преседателот на Советот на градоначалници на Источнопланскиот регион Борчо Коцев. Изградбата на регионалната депонија во Мечкоевци Свети Николско значи трајно решавање на проблемите со дивите депонии, како и собирање и складирање на отпадот. Ова е завршна фаза на имплементација на европскиот проект. Сите ние овој период што ќе следи треба да покажеме сериозност и навремено решавање на сите оние обврски на секоја општина поединечно. Крајна цел е оставање здрава животна средина за идните генерации. Со отпочнување на проектот, општините Зрновци, Чешиново, Облешево и Виница беа принудени да ги затворат своите депонии, а отпадот да го носат во кочани. Ваквите насоки на нозе ги крени и тамошните екоактивисти, кои речиси месец дена не дозволуваа пристап до кочанската депонија, која во минатото често гореше и го загадуваше воздухот. Сега за нејзино одржување плаќаат и трите општини. Ние трите општини се обврзуваме да плаќаме месечен надоместок во висина од 220 денари по кубик собран и депониран отпад на територијата на постоечката депонија во општина Кочани. Од страна на јавно комунално предпријатие Водовод Кочани, како и со поддршка на Министерството за животна средина, веќе се обезбедени средства и ангажиран економски оператор за на дневна основа се уредува целата таа површина. Проблемите на терен кои што беа пред неколку месеци се надминати. По завршувањето на целата постапка, фабриката треба да биде готова за 2,5 години, но и по креветувањата дека отпадот ќе се третира по сите европски стандарди, Свети Николчани и понатаму цврсто остануваат на ставот и не дозволуваат изградба на депонија во нивниот регион.